TP-Link NX522 е dual band 5G модем рутер кој овозможува интернет врска преку LAN кабел, како и бежична двојна Wi-Fi врска со фреквенција од 2,4 и 5 GHz. Приклучете го вашиот струен адаптер во штекер. Другиот крај од струјниот адаптер приклучете го во вашиот уред. Од задната страна на уредот притиснете го копчето за вклучување. Со спајалица притиснете го ресет копчето и држете го притиснато десетина секунди. Потоа оставете време од неколку минути додека системот на уредот не се подигне целосно и не ги преземе сите потребни информации од мрежата за правилно функционирање. За да се приклучите на фабричката Wi-Fi мрежа од вашиот комбо бокс уред, направете го следново. Појдете во Settings, притиснете Connections или Wi-Fi и ќе се отвори екран каде ќе бидат прикажани сите Wi-Fi мрежи во околината. Побарајте го името на вашата Wi-Fi мрежа, впишано на налепницата залепена на долната страна од уредот, именувана како SSID. Притиснете на името од мрежата и ќе се отвори прозорец. Потребно е да ја внесете лозинката, која на налепницата е именувана како Wireless Password. Притиснете иконата око, која ќе ви помогне при внесување на лозинката. Притиснете Connect и за кратко време ќе се приклучите на Wi-Fi мрежата од вашиот комбо бокс уред. Отворете пребарувач и напишете 192.168.1.1. Ќе се отвори прозорец кој ќе ви побара лозинка впишана на налепницата залепена од долната страна на уредот, именувана како GUI Password. Притиснете го копчето Login. На следниот екран системот ќе ви побара да одберете регион и временска зона. Притиснете Next. На следниот екран можете да ја промените генеричката лозинка како и името на Wi-Fi мрежата. Доколку сакате овие информации да останат непроменети, притиснете го копчето Next. На следниот екран вашиот уред ќе ја тестира интернет врската. Доколку е се во ред, ќе се појави смајли и ќе пишува Success. Притиснете Next. На следниот екран ќе се појави информација дека сте успешно вклучени на интернет, како и информација за името на вашата Wi-Fi мрежа и лозинката. Притиснете Next. На следниот екран ќе се појави информација дека вашиот уред е успешно подесен. Подолу на екранот ќе се појави информација да се логирате на TP-Link Cloud. Притиснете го копчето Login Later. На крај притиснете го копчето Finish. Доколку сакате да ја промените фабричката лозинка како и името на Wi-Fi мрежата, направете го следново. Притиснете го копчето Wireless. Во полето Network Name SSID пишете го новото име на мрежата. Во полето Password притиснете го копчето око како би можеле промената на лозинката да ја направите полесно. Притиснете го копчето Save. Поради промените ќе бидете исклучени од бежичната мрежа. За повторно да се приклучите на бежичната мрежа, пронајдете го новото име и внесете новата лозинка. Доколку сакате да активирате функцијата Port Forwarding, направете го следново. Во горниот дел на екранот притиснете го табот Advanced. Од левата страна притиснете го копчето NAT Forwarding. Од листата одберете Virtual Servers. Во горниот дел на екранот притиснете го копчето Plus. Ќе излезе листа која ќе треба да ја пополните според вашите потреби. Благодариме на вниманието.